Ние не бараме ништо повеќе од правото на државјанство и приватна собственост кои се неприкосновени според грчкиот устав. Ова стои во декларацијата од четвртата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Јас на своји 7 месеци мајка ми во Пелени има донесено дека за да грчките власти моето семејство го прогласат за државен непријател. И замислите, јас 7 месеци, бебе, јас сум непријател, јас сум за нив злосторник. Барем оно што е наше да ни се даде, ништо повеќе. Што имаме законско право. Бараме си имотите. Имотите таму што сме ги уселили, имотите треба да ни се дадат. Таму, знаете, самите адвокати избегаваат тие работи да ги прават. И они се плашат. Мада знаат они дека се сите дека управо. Со еден ден ќе дојде тоа време, ќе дојде грците, ќе се извинат на македонците. Со звукот на тапаните, македонската химна, околу 6000 деца бегалци од целиот свет се потсетија на екзодусот пред точно 60 години. Јас од село Граѓаново напуштив селото 48 во март. Врнеше. И водев група деца, 25 деца од Костовци сите беа, баш тие горните таму, и од таа страна јаса со помалите. Со солзи во очите, некогашните деца бегалци се присетија на граѓанската војна во Грција и се пронајдоа на дел од фотографиите кои го осликуваат екзодусот. И по 60 години за нив егејска Македонија е непребол. Нека има вечна слава. Христијански е да се простува, човечки е да не се заборува, а цивилизацијско е право е да се биде и да се декларира онако како што сами се чувствуваме, македонци. Грција треба да знае, оти македонци кои доживеат, кои се протерани и живеат во други страни и во Република Македонија, ќе остават потомци, а тие потомците исто ќе се служуваат како македонци од егејскиот дел на Македонија. За време на граѓанската војна во Грција беа протерани над 28.000 деца на возраст од 2 до 14 години. Имав 12 години. Бевме боси и слабо наоблечени. Надвор беше ладно, а на границата имаше снег. Се сеќавам и на денот, беше 26 март. Со вознемиреност 72 годишната Сијка Ставровска-Иновска, родена во градче Костурско, го раскажува екзодусот на децата од егејскиот дел на Македонија. Бевме 5 деца. Сите 5 деца бегавме, а најмалиот брат имаше година и нешто, година и 2 месеци. Го носевме во торба, волнена. Лебот што ни го дадоа, јадењето што ни го дадоа, рекоа да ни стигне до местото кај ќе одиме, зашто не знаејќи кога ќе се вратиме. Ние деца кога бегевме од дома не мислевме дека бегаме за секогаш. На четвртата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, по повод 60 години од екзодусот, во соборниот храм се одржа панихида во спомен на загинатите учесници во антифашистичката и граѓанската војна во Грција. Во граѓанската војна имам загинато и брат и татко. И денеска баш и годишница му е на сестра ми од смртта незина и она учествуваше во партизанството. Дел од тие македонски бегалци за време на граѓанската војна ги донесоа тие документи и ги поседуваат. Вие веќе имате примери на многу семејства кои што се појавија со такви документи и можете слободно да ги пронајдете. Ги има и овде во Република Македонија. Дел од нив дури имаат и документи за нивниот имот кои што се напишани на грчки, значи подпишани од самиот грчки крал. Што значи ја поседуваат таа земја, постоеле и живееле во тие делови од Македонија. Истеријата која настана во Грција откако се пронесе гласот дека ќе има бројна и организирана посета на децата бегалци на Леринско, не ги чуди во организациониот одбор. Ваквото однесување е дел од долгогодишната пропаганда на Грција. Крајната десница на Караджаферис пред неколку дена побара и затворање на грчко-македонската граница. Во исто време се јавија и неонацистички групи кои се заканија дека насилно ќе го растурат собирот на македонците во Леринско, закажан за во недела. Εγώ θα σου πω απλά πράγματα για την κόρη μου. Πήγα να τη βαφτίσω. Και του λέω στον παπά, Ντόγκα, στο κουμπάρο. Το ζήτησα εγώ από τον κουμπάρο. Και μου λέει δεν μπορώ να το γράψω τον Ντόγκα. Εσύ φώναζε την Ντόγκα. Να τη γράψω Δόμνα. Το γιο μου ήθελε να το γράψω στο Γιάννη. Και μου λέει όχι δεν μπορείς. Θα το γράψω Γιάννη και εσύ πώς θα φώναζε τώρα. Μην μπερδεύομαι. Είμαστε χριστιανοί. Είμαστε Έλληνες πολίτες. Δεν έχουμε δικαιώματα. Δικαιώματα ποια είναι. Δεν είναι δικαιώματα
δεν είναι να ζω καλά. Το να τρώω καλά. Ποια δικαιώματα? Το να μπορώ να βαφτίσω τον πατέρα μου. Γιατί μου το αφαιρείς? Το να μάθω την γλώσσα μου. Μέχρι το έκτη δημοτικού. Κακό είναι να ξέρω. Ο γείτονας να ξέρει τα γείτονα, ο Τούρκος τα τουρκικά, ο Βλάχος τα βάικα, αν τα θέλει. Θέλετε να πείτε να τα διδάσκεστε? Ναι, τα διδάσκομαι. Δεν φεύγανε μετανάστες για να πάνε να φέρουν χρήματα. Φεύγανε να μην τους φάνε το κεφάλι. Για να γλιτώσουν. Το 1943 εγώ βγήκα στο βουνό και πολέμησα στο ΚΚΕ και όλα αυτά τα χωριά έπρεπε να τα οργανώσουμε ενάντια στο φασισμό. Κατακριτές Ιταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι, ποιος δεν ήταν εδώ. Ποιος δεν ήταν εδώ στα δικά μας και εμείς όλοι έπρεπε να τους πολεμήσουμε για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και εμείς σαν Μακεδόνες στην Ελλάδα μαζί με τον ελληνικό λαό, με τους φιλελεύθερους Έλληνες, πώς να το πω, και εμείς να μπορέσουμε να βρούμε τα δικαιώματά μας, να έχουμε το δικό μας το σχολείο, να έχουμε τη θρησκεία μας, να έχουμε πώς να σας πω, το τραγούδι μας και τα λοιπά. Αυτό ήτανε, τίποτα άλλο, ούτε θέλαμε να πάρουμε την Ελλάδα, ούτε τίποτα. Αν σας λέγανε τώρα, τι συνείδηση έχετε, ελληνική ή μακεδονική? Μακεδονική έχω. Εγώ νιώθω με Μακεδόνα. Τόσα χρόνια πολέμησα. Πολεμήσατε όμως υπέρ της Ελλάδας. Μαζί με τους υπέρ της Ελλάδας. Γεννηθήκατε σε ελληνικό έδαφος. Σε ελληνικό έδαφος. Οι γονείς σας μιλούσαν εδώ στο Θεό ελληνικά? Όχι, δεν έμαθα. Ποτέ δεν την έμαθα την γυναίκα. Και στο σπίτι ακόμα μιλούσαμε τη σλαβική γλώσσα και από εκεί ήξερα την μακεδόνικη γλώσσα και έρχονταν χωροφύλακες στο παράθυρο και άκουγαν πώς μιλούσαμε. Κι αν έλεγες κάτι έμπαιναν μέσα και μια 500 δραχμές έπρεπε πρόστιμο να δώσεις. Τι διεκδικείτε να σοβαρή προσπάθειά σας? Να μπορέσω να πάω στο χωριό μου, να πάω στα μνήματα που δυστυχώς τα κατάστρεψαν, δεν υπάρχουν σήμερα, επειδή εκεί έγραφε σε μακεδόνικη γλώσσα, στους σταυρούς έγραφε και όλα τα κατέστρεψα. Είμαστε Μακεδόνες του γένους. Εμείς φέρνουμε ένα μακεδόνικο, όχι ελληνικό.